Кога во 1973 Малком и Ангус Јанг го создадоа хард-рок бендот AC/DC, можеби малкумина знаеа дека името е асоциација на силна енергија, силен перформанс и љубов кон музиката. Но AC/DC всушност нема никаква директна врска со рокот, туку со струјата. AC/DC значи у технички жаргон промена од наизменична во права струја. Токму ова име за Вангел Димановски е вистинското за фирмата создадена во 1994. Почнала едноставно, со поправка на електрични уреди, а сега со неговиот партнер Иван Попович ја водат можеби најиновативната фирма во Македонија по бројот на патенти. AC/DC е водечка иновативна компанија, специјализирана за производство на уреди од полето на повеќе степена пренапонска заштита, енергетска ефикасност и уреди за напојување. Што е основната дејност со која што почнавте во 90-тите? Во 90-тите почнавме како сервис. Иначе AC/DC е буквално суштината на фирмата. AC тоа значи кога ќе земете она струја од напојување од штекер, за да влезе во телевизорот, треба да се претвори во права струја, пошто електрониките функционираат на права струја. Затоа и го земавме тоа име. Почнавме као класичен сервис, аудио, ТВ, видео сервис. Станале застапници на телевизорите Samsung, но она пошто стануваат препознатливи, се аудио одржувањето на скопските кина. Работела вели Вангел во златното време на кината, кога филмот се гледаше на големото платно, а не дома. Работата во киносалите барала специјализација за Димановски и добивање на сертификат од познатата компанија за аудиокомпресија создадена во Долби лабораториите. Развојот на технологијата и замината на холивудските филмови со така наречениот филм без хемикалии го довела Димановски до изум, како македонските кина да се адаптираат за новите филмови. Тие филмови кога дојдоа, тоа беше погубно за македонските кина. Буквално, затоа што дистрибутерите повеќе не можеа да ги пласираат тие филмови во нашите кина кои беа со застарена технологија. За да кината се прилагодат, треба да купат нова технологија и таа беше многу скапа. И тука излезе наш еден патент, правење на црвен читач за македонските кина, кој беше 10-20 пати поевтин него стратски. Што значеше тој читач, што овозможуваше да го прочита филмот, самата технологија да ја преадаптира? Тој овозможи да се чита звукот од филмот, од филмската лента, практично. Тоа. Проблемот беше што тие нови филмови имаа сосема друг начин на снимање. И денес како одите на кино во Скопје, звукот што се слуша е оној за кој се грижи AC/DC. Ние ги дизајнираме салите, кажуваме што треба да се намести во салите за да биде таков и таков тон. Ние можеме да мериме буквално дигитални проектори. Ние можеме да дизајнираме акустика. И ние дизајнираме акустика за кино. Долги години сме долби застапници. Долги години сме застапници за проектори као што се Барко, Кинотон, врвни проектори во свет. Имаме специјализации на тоа поле, као што имаат сите луѓе што се бават со таква. Влезени сме во едно поле кое е многу професионално. Но ова не бил првиот изум. Што беше најпрвата иновација ваша? Нашата најпрва иновација беше DC конвектор. Сега тоа ништо не ви значи. Се преведено со струја? Преведено, тоа значи прилагодување на стара технологија, на репетиторската стара технологија, во новата дигитална технологија, да кажем. Тоа значи, елементите кои не можеа да се направат у тоа време, за да ја спојат старата и новата технологија, успеавме ние да ги поврземе. DC/DC лабораторискиот стабилизатор со 4 децимали на прецизност е можеби прв во низата уреди кои низ годините ќе се надградуваат, за да станат уред со најголемата 8-кратна пренапонска заштита на електрични уреди. Потребата од изумите за заштита била практична. Така да кога ќе наместевме некој наш уред на тоа место, при првото удирање на гром обично не страда уредите. Имавме големи губитоци и тргнавме да си правиме заштита, да се снајдеме некако.
почнавме да купуваме светски познати заштити. Видовме дека не функционираат или пак премногу се скапи за нашата потреба. На крај завршивме со правење на нашите заштити. Тоа беше за да ги заштитите производите што ги продавате, го направивте овој избор? Па во почеток беше само заради нашите производи. Па после се преточи во на заштита на комплетни репетитори, комплетни врвови, комплетни базни станици. Скромно и без наметнување фирмата не влегла во агресивна продажба, туку во сигурна иднина. Во почеток кога монтиравме заштити, обично ги пласиравме со нашите заштити бесплатно. Кога ќе поминеше гаранцијскиот рок, го прашувавме купувачот дали сака да ги задржи заштитите. Обично не сака да ги, ние ги повлекувавме. После една година гледаа дека повеќе им се исплати да ги задржат заштитите и така се пробивавме буквално. Или се пробивавме на тој начин да скапите странски заштити ги монтиравме паралелно со нашите, така да муштеријата види, корисникот види која заштита е подобра. Ги победивте светските брендови, може да се рече. Така кажа, буквално си. ACDC пренапонските заштити се специјално дизајнирани да обезбедат максимална заштита на телекомуникацијските системи, мобилните базни станици, медицинската опрема, воена опрема, индустриската автоматика, соларни панели. Компанијата постојано инвестирала во уред кој ќе го достигне врвот, никогаш да не се случи дефект на предавателот или уредот кој го штити. Почнавме со тростепена заштита. За да зборувам за степените на заштита, треба огромно познавање. Важно ќе кажам, завршивме со 8 степена заштита. Тоа е конкретно филозофија во заштити. Ние сега таа филозофија продаваме, до сега сме во право. Немаме изгорен уред кој го браниме, за разлика од странските заштити. И имаме буквално чисто реноме бар во Македонија, дека немаме изгорено уред кој го браниме со нашата заштита. Пошто се разликувате тогаш од другите, затоа што не сте први што изумиле заштита, меѓутоа сте први што изумиле ваква заштита. Па затоа служат патентите. Имаме доста патенти, имаме 5 патенти вградени внатре. Инаку фирмата скоро секоја година има по некој патент кој го промовираме. Се разликуваме прво во квалитетот, значи на штитење зборувам. Второ во цената се разликуваме. И трето во едноставноста на монтажата. Нашата цел беше да и лаик човек може да си ги монтира заштити, да не му треба некој обучен инженер кој би монтирал ваква заштита. Нашата главна филозофија е да го заштитиш уредот кој го браниш. Тоа значи без разлика што правиш со импулсот кој ќе дојде од надвор. Ние импулсот го враќаме назад во мрежата. Тоа по некоја логика би било многу лошо, али во стандардните заштити импулсот иде во заземјувањето. Пак на некој начин, кога оди во заземјувањето, преку заземјувањето стига во другите делови на мрежата. Така да ние го правиме мање више истото. Плюс имаме уште еден систем кој отприлике вака би го објаснил. У моментот кога ќе се појави импулсот кој треба да го гори уредот, ние го исклучуваме уредот кој го штитиме. Значи, например, ако имате телевизор, имаме заштита, ако дојде импулс, ние на момент го исклучуваме телевизорот, ама тој момент е толку многу краток, што телевизорот не го приметува, он си продолжува да работи, никој не го приметува. Проаѓа импулсот, пошто тоа се во микросекунди и наносекунди брзини, си продолжува да си работи телевизорот. Тоа е филозофијата, тоа е вториот дел од филозофијата. Димановски и Попович се електроинженери, ентузијасти и изумители. За да создадат систем на заштита, вложиле сопствени средства, со визија дека добриот производ ќе биде и препознаен и баран. Користиме исклучиво наши средства. Буквално наши. Буквално потекнуваме од свој джеб. Немаме помош од страна никако. Кога ќе направиме патент, прво го заштитуваме, тоа не кошта доста пари. Кога го произведуваме, обично видиме по провинција, пошто таму е поевтино да се изработи поголема серија, ако треба поголема. А дали некој може да ви ја разбие таа заштита? Сте пробале ли? Ние вака сме пробале лаички, јас чак и по лаборатории сум ги давал. Имаме еден патент кој не е патент, кој е наш патент, буквално кој не го промовираме. Ја заливаме заштитата и она што е основното е така добро залиено, така да може да штитењата со патенти и може да и не се потреби. Во почеток продадовме неколку парчиња у Канада
И кога отворив интернет, јас малце закаснив, кога ги анализирав луѓето кои ги купија работите, практично еден човек ги купи. Видовме дека е човекот гонич на патенти, како би го кажале македонски. Фактички си ги присвојува патентите. Имавме среќа што тие засилувачи ги заливме во епоксидна смола и што беа хардвиринг направено. Хардвиринг, жичано, не беа на плочка. Така да човекот сигурно се потрудил да ги отвори. Мислам дека не успел, иначе до сега ќе го имаше засилувач сега. Иако го имаат најдобриот и најсигурниот уред за заштита, ACDC вела дека не е лесно да се пробијат на светските пазари во услови на самофинансирање. Потребни се пари, ништо друго. Буквално се потребни само пари. Колку пари е да пример да излезете на Минхенски саем или на некој меѓународен саем? Па еве, тука саемот, само да излезеш тука, те кошта отприлike 5-6 илјади евра. На Минхенски е 20.000, рачунам, можда и повеќе кошта. Не е проблем само да излезеш на пазар, еве тоа не се големи пари, така? Него што е проблем кога ќе склучиш договор, кога некој ќе побара да нарачи, што ја знам, нарача известна количина. Да речеме 5, 6 или 10.000 примероци? Ние имаме ограничена можност за изработка на заштити од наши средства. Никој не дава однапред пари, така? И кога ќе ти побара нарачка, нашите банки не се конципирани ко американските, например, банки да финансираат идеја. Него се конципирани на принцип на осигурување, така? Ние повеќе од 200.000 не можеме да осигуруваме, тоа значи ограничено производство. И ние не можеме да направиме за странскиот пазар повеќе од 1000-2000 парчиња одеднаш. А странскиот пазар со 1000-2000 не проаѓа. Мислам, не си озбилен. Значи ли дека треба некој инвеститор кој што ќе верува во вашата идеја да вложи средства за производство? Да, за жал, работиме во поле кај што многу мал број на луѓе знаат со што работат. Убедувањата само се од терен. Значи го даваш, чекаш известно време и тогаш гледаат дека нешто вреди. Али тие што гледаат дека нешто вреди обично се теренски инженери, така корисници, не се инвеститори. Инвеститорите многу малку знаат за ова поле и веројатно тоа е причината што се уште сме во Македонија тука и се вртиме тука сам. Агресивното истражување и развојот на имплементација на новите технологии и иновации е постојана заложба на нашата компанија. Нови софистицирани иновативни производи за заштита на електрични уреди, уникатни на пазарот. Ова е запишано на веб страничката на компанијата. Рекордерите по иновации имаат идеја како ваквите компании да имаат предност, барем на домашниот пазар. Еве, мојот партнер Иван даде еден предлог, на председателот му даде предлог при еден состанок, да иновацијските фирми кои ќе излезат на тендер да имаат некој бод повеќе, веројатно у проценувањето, кога екзистираат од свој производ. Тогаш би имале некои поголеми шанси, веројатно. Видите, во последно време како да мрдна малце работава, бевме во посета на председателот да се влезе кај помошник министер, кај министер. Сме биле примени одлично. Најдени ни се фондови, што порано си можел да сонуваш да се случува. Веројатно држава почнува да размислува онака како, например, што размислуваат големите држави. И тоа се осеќа, стварно се осеќа. Тоа значи дека ако германецот си ги штити своите брендови, значи ли дека утре заутре Македонија во било која фирма овде ќе даде предност на македонската фирма? Па би сакал да е така. Мислам дека оди кон тоа. Има интересни, има една приказна од Хрватска, например. Мене ме изненадија, бевме таму на еден саем, освоивме прво место, златна медалја за наша една иновација. Поделевме првото место со Кончар. Кончар е таму произведувач на трамваи. На второ место беше нивен производител кој имаше еден патент, многу смешен патент за мириси, капаче за мириси, кое ги впива мирисите од течноста и полека ги шири, трае подолго демек. Тоа беше ко патент, стварно добар патент за укола, за соба. Државата му овозможи, пошто беа бензинските помпи државни, на секоја бензинска пумпа бесплатно да даде, не знам, која количина. Значи државата му ги откупи практично. Па практично така излегува. Не знам дали му ги плати, али знам дека втората година кога дојдовме на истиот саем, човекот веше у Австрија и имаше огромен бизнис. Во Европа секој уред, дури и во домакинството, мора да има и заштита.
Тоа е услов за осигурување. Кај нас такво правило нема. За да те осигураат, прво гледа дали имаш заштита. Ако имаш заштита, тогаш те осигурува. Иначе ако немаш заштита, како ќе те осигурува? Нели струјните удари така се голем проблем и негде се до 70% у дефектите учествуваат. И ниедна озбилна куќа која осигурува без заштита нема да осигура ни еден уред. Само кај нас тоа се случува да осигура без нешто. Така. Ова ми даде една идеја. Можете ли да склучите договори со бизнис, со овие осигурителните компании за тоа да го постават како услов? Пробавме пред 2-3 години. Не најдовме интерес. Ова се само дел од наградите што фирмата Ноидо Имановски и Попович ги добиле во последната деценија. Речи Сидан има година без награда, Гран при за иновација, златен медал за патент на годината, но и многу меѓународни награди. СЕУ е важна. Ова е многу драга ми оваа награда за појачалото. Тоа е една приватна институција во Брисел. Една женска ја финансира и таа е парична награда, не е. Добивме таму парична награда, беше одушевена, јас го носев засилувачот таму, пошто засилувачот е многу смешен. Тоа еве еден примерок стар. Вака изгледа засилувачот, ова е малецко, а ова е 1000 вати. Ова озвучува, со ова вакво едно го озвучувавме прашина на Милчо Манчевски. Универзална сала, со едно вакво. Значи сега стекнувате дојам што значи... Што значи моќта на уредот. А ова СЕУ? СЕУ е за заштитите, значи за употреба на фетот, оној кај што тргнаа полемиките со професорите. Вака изгледа 8-степениот пренапонски заштитен систем. За лаиците можеби не значи многу, но за оние кои се во светот на електронските комуникации е неопходен. Како се развива технологијата, така всушност треба да се развие и заштитата. Нормално. Во светот на заштитите тоа е чудно, пошто ги анализираме долги години, многу не се променува. Само материјалите се променуваат на повисоко ниво изработка. Иначе системот на заштити е тој. Ние со овој фет што излеговме, што го вклучивме полупроводникот, што го вклучивме во систем на заштити, бевме стварно бум трас. Ние само имаме една девиза. Мораш да го заштитиш уредот што го браниш. Дали освен заштита обезбедувате и заштеда? Да. Имаме еден производ.